Добре, криптоентузијасти, само едно кратко видео денеска, за жал нема време да направам нешто подолг материјал денес, едноставно знаете, веќе почната сезоната, ќе има денови кога нема да можам да направам соодветно видео. Тоа не значи дека нема да продолжиме со работа, само значи дека има денови кога сум премногу зафатен. Како и да е, значи денеска сакам само на кратко да се обратам околу XRP. Да, знам дека има многу хейтери, знам дека кога и да го спомнам ова, многу од вас превртуваат очи. Во ред, значи, уште еднаш ќе напоменам дека ова јас го правам за мене, јас само ви давам мое мислење за сите овие коини, а на вас останува нормално да одлучите дали сакате некој од овие коини да биде во вашето портфолио. Тоа е поентата на каналот, тоа е поентата на едукацијата. Поентата е сами да научите во што, како, колку и кога да инвестирате. Сега, пред да го направиме тоа, само најава, значи во текот на утрешниот ден сакам да направам македонска презентација на она што го презентирав во CryptoHub Малта. За жал, поради технички проблеми вчера немаше лайвстрим, значи тоа е едноставно некогаш се случуваат вакви работи и лайвстрим немаше од овој евент, но евентот беше доста успешен, ако мене ја прашувате. Предавањето траеше околу 1 час, дури 40 минути имавме прашања, така да беше доста интересно, но во секој случај, нели, на крајот од денот пробаа да ме збунат, пробаа да ми најдат некои прашања како, нели, нема шанси да ги одговори. Беше интересно, ако ништо друго, барем македонците кои што дојдоа добро се насмеа. Во секој случај јас сум задоволен, нели, на крајот од денот битно е да продолжи едукацијата. Само ми е жал што не можам ова да го правам за вас. Значи ако мене ја прашувате, јас би барем еднаш неделно би организирал за македонци предавање, но за жал тоа моментално е невозможно. Како и да се вратиме на оно што сакам да го кажам денес. Да, и пред да почнем со XRP, дополнително, значи ги одобиете предавањето за злато, недвижни и биткоин во текот на утрешниот ден. Тоа е практично истата презентација, само ќе ја презентирам за вас на едно кратко видео, да се надеваме дека ќе биде кратко. Потоа, нормално во сабота планирам да направам лайвстрим и тоа ќе биде попланевните часови, нели, денот на халвингот. Нема да биде толку многу фокусиран кон самиот халвинг, колку што ќе биде фокусиран кон вашите прашања и одговори. Слично на тоа, и кога ќе се вратам повторно во Македонија, тоа ќе биде, нели, уште еднаш ќе напоменам, 17 мај се враќам, 18 мај сакам да направам уште едно собирање. Пред време ви кажувам, да не биде дека не сум кажал, првиот пат ви изненадев, вториот пат ќе ви кажам на време, и ќе биде баш тоа. Прашање од заедницата, со оглед на фактот да гледам дека има доста интерес да ме прашате некои интересни прашања, така да следен пат тоа ќе биде повеќе, нели, кога ќе се приближиме до самиот датум. Истото го планирам и за сабота, на денот на халвингот, порано или подоцна, значи ќе видам кога можам да го организирам тоа по планираните часови во сабота, ќе дознаете, ќе биде најавено, така да, нели, очекувате да добиете линк за лайвстрим и верувам дека ќе биде интересно. За недела ќе продолжиме според стандардната програма, ако немам време да припремам нешто специјално, како и секогаш, но нели, ќе дадам се од себе, се надам дека ќе успеам да припремам нешто специјално за вас, но сега за сега, значи во текот на утрешниот ден добивате биткоин, недвижности и злато, а во сабота ќе имаме лайвстрим со прашања од заедницата. И на темата која што сакав да обработам. Значи вака, моментално мојата застапеност во XRP во портфолиото е некаде околу 12%. Била и многу повеќе, посебно кога бевме во bear маркетот, сега е нешто помалку затоа што сум инвестирал во многу други алткоини, но зошто? Значи, зошто XRP? Знаете дека за другите мање више оприлика ги знаете причините. За XRP има посебни причини. Зошто го велам тоа? Значи, баш напротив од тоа што секој од вас има проблем со овој коин, нарекувајќи го банкарски коин, значи тоа е една од главните причини. Не заборавајте дека на крајот од денот ние сме во оваа сфера за профит. Ние сме буквално овде да направиме профит од оваа нова технологија. Значи, ако не направиме профит, џабе ние веруваме во оваа технологија. Затоа што на крајот од денот ние и понатаму ќе останеме да бидеме само, нели, едни од оние кои што верувале дека оваа технологија ќе успее. Без профит нема поента нашето изложување во оваа технологија. Се разбираме? Така да, во оваа ситуација ви имате коин кој што е дебело во партнерства со институциите. Зошто го велам ова? Значи, сите овие работи кои што јас до сега ги зборував за XRP, тоа се работи кои што себе ќе докажали, така? Да, за жал, постои еден енормно голем негативен ефект кој што се вика SEC тужба, така? Значи, поради SEC моментално, XRP се наоѓа во ситуација во која што се уште не може да го затвори овој предмет, кој што е 3 години, веќе повеќе од 3 години пред мориканските судови, и поради тоа моментално имаме
дебело голема, значи тоа ти е како едноставно да не ти дозволуваат да напредуваш, се разбираме? Значи се врши едноставно притисок на цената на XRP да не може да се придвижи нагоре, поради страф, така. Значи никој не сака да купи XRP од страф, затоа што не знае како се тоа ќе се заврши, се разбираме? Значи првата и најбитна работа е секогаш тужбата, кога станува збор за овој коин. Тужбата само што не завршила, се разбираме? Значи ние 3 години чекаме ова да се заврши, да. Јас ве разбирам вас, многу од другите токени до сега ќе ми донесеа енормно голем профит, сето тоа го разбирам, но она што јас го гледам во XRP е буквално црниот конј на моето портфолио. Зошто го велам тоа? Ова е коин кој што можеби нема да направи ништо, можеби ќе остане да биде истата оваа цена, но напротив има огромен потенцијал да биде енормно висока цената на овој токен, баш поради сите овие следни фактори кои што ќе ги набрам. Прва и најбитна работа е, значи, тоа ќе биде првиот коин во Америка кој што има, уште еднаш ќе напомена, правна регулатива позади него. Фактот дека веќе имаме пресуда која што во 90% од случаевите кажува дека XRP не представува хартија од вредност, е една од предностите која што ниту еден друг коин, вклучувајќи го и биткоин, не ја поседува. Значи, само одреден дел на трансакции кои што во целото ова постоење на XRP уште од 2014 година биле продавани XRP коини на институции со договор, само во тој дел судијата одлучи дека представува хартија од вредност. Но, нормално, тоа се само одредени трансакции и Ripple веќе не ги прави. Идејата е дека сите овие трансакции кои што ние ги правиме на менувачниците, без разлика дали се централизирани или децентрализирани, не представуваат хартија од вредност. Значи се очекува негде во мај веќе да заврши овој случај помеѓу SEC и Ripple. Дополнително има голема можност дека ќе има практично спогодба помеѓу овие две страни и ако тоа се случи, тоа ќе биде енормно добар катализатор и за XRP и за Ripple како компанија. Затоа што и Ripple како компанија моментално буквално е запрен во својот напредок баш поради SEC. И тоа само во Америка, затоа што 95% од бизнисот на Ripple не е во Америка. Тоа е многу битен фактор кој што треба да го разберете. Значи, моментално Ripple е секте само не во Америка. И тоа, видеото кој што ви го пратив, уште еднаш го потврдува, кој што веќе можете да го видите и на Instagram, и на Twitter, и на нашиот Facebook профил. Што значи дека ова само дополнително ќе го забрза бизнисот на Ripple и враќањето на XRP токенот, коинот во Америка. Така. Значи ќе има јасност. Овој коин ќе биде единствениот кој што има пресуда позади него дека не представува хартија од вредност. Дополнително, ако има спогодба, уште подобро. Тогаш и самиот SEC ќе биде принуден да потврди дека да, XRP не представува хартија од вредност. Тоа ќе биде првиот катализатор кој што ќе биде енормно голем. Веднаш после завршувањето на оваа пресуда, а да не заборавиме, пресудата е донесена, значи веќе судијата одлучи дека XRP не представува хартија од вредност. Сега одловувањето на овој дел од процесот е само да се утврди колкава ќе биде казната на Ripple. Што значи дека овој дел веќе нас не е засега, но за жал се уште луѓето се исплашени од финансирање и инвестирање во XRP. Сега, тоа е лошиот дел, така. Во моментот кога оваа тужба ќе заврши, имате ситуација во која што Ripple веќе најави дека веднаш после тоа, кога ќе има правна јасност на неговиот коин, веднаш ќе оди кон IPO. Тоа е Initial Public Offering, односно Ripple компанијата ќе стане јавна компанија, како Tesla, како Apple, како Microsoft и така натаму, односно, нели ќе почне своите акции да ги продава јавно, затоа што Ripple е глобална компанија. Многу битни работи кои што можеби од вас луѓето и не ги знаат. Значи, на крајот денот ние сме направили многу видеа, можеби вие не сте виделе ниту едно за XRP на нашиот канал. Значи, XRP е доста централизиран коин. Тоа никогаш јас не сум го порекнал, се разбираме. Да, има само неколку нодови кои што се практично и контролирани од самиот Ripple, сето тоа го разбирам. Во оваа ситуација јас Ripple го немам, тоест XRP го немам поради централизираноста, го имам поради конекцијата со институциите. Зошто го велам тоа? Значи, XRP и Ripple моментално имаат платформа за CBDC, тоа се Central Bank Digital Currencies. Погледнете на нашиот канал, има посебни видеа за Central Bank Digital Currencies, каде што објаснуваме точно што истите представуваат. Зошто е обидно? Затоа што само XRP и Ripple поседуваат платформа која што веќе има искуство со неколку држави и неколку проекти за CBDC, односно дигитални валути на матична држава за собствените граѓани и за нејзино користење. Така. Што е овдека битно? Значи веќе имаме листа на земји кои што
работат директно со Ripple за Ripple и нивниот XRP Ledger да биде матичен производ каде што ќе развиваат своја дигитална валута, вклучувајќи ги Јапонија, Русија, Уругвај, Црна Гора, која што е веднаш до нас, Палао и така натаму. Чи има повеќе од 8 земји, меѓу кои Русија и Јапонија се енормно големи. Повторно, не заборавајте дека Ripple не може да открие кои држави и што прават на оваа платформа пред самиот проект да биде лансиран, затоа што станува збор за држави, ова не се компании, ова не се секојдневни индивидуи, ова се држави. Државите не сакаат луѓето да знаат што се спрема во позадина. Се разбираме? Тоа е една од работите кои што се енормно големи. Замислете економијата на Јапонија, целата економија Јапонија, зборувам, човек излегува и купува моментално било каков тип на јадење во маркет, сите тие трансакции да поминуваат преку XRP Ledger. Замислете колку е тоа големо. Така, во исто време, зошто XRP и Ripple беа одбрани да бидат начело на ISO 20022 стандардот, кој што започнува оваа година. Ноември 2024 година веќе започнува со работа. Во 2025 ISO 20022 стандардот треба да го замени SWIFT. SWIFT нема да постои, ќе постои стандардот ISO 20022, кој што е систем за праќање комуникација помеѓу 11.000 најголеми финансиски институции во светот. Што значи дека ако Ripple и XRP се одредени да бидат едни од основните членови за формирање на така речено регулативата и правилата кои што ги поседува ISO 20022, тоа ви кажува колку голема е оваа компанија. Така, кога веќе зборуваме за CBDCs, значи има повеќе земји меѓу кои и Велика Британија, која што го зема представник од Ripple директно да биде член на комисијата која што моментално воведува дигитална фунта. Замислете колку е тоа големо. Така. Сега понатаму ако продолжиме, значи имате еден куп работи кои што се позитивни за Ripple, а ова е само CBDC. Каде е овдека енормно голем број на партнери на секаде во светот, тоа се оние во секоја држава имате партнер кој што има лиценца за трансфер на пари, каде што XRP токенот се користи за меѓугранично плаќање. Така, значи се користи XRP како пул за ликвидност и овие компании кога сакате на пример да пратите нешто од Филипините, да речем во Јапонија, значи тие го прават буквално преку овие пулови, така. Со тоа што дека не се само овие компании, туку и многу големи банки, како што на пример целиот обем на трансакции помеѓу Јапонија и Филипините и Индонезија и Филипините моментално се прави преку XRP Ledger. Погледнете, значи самите матични банки во овие земји го користат XRP Ledgerот баш за тоа, за праќање на пари од една во друга земја. Практично XRP ги на некој начин поминува сите овие граници без никаков проблем. Се разбираме? Сега, дополнително дека имате уште многу да речем корисности кои што XRP како таков ги има и повторно ти кажам на институционално ниво. Значи во ISO 20022 практично XRP е во моментов, или Ripple компанијата, на степен каде што они ќе одредуваат кои се сидните правила за финансии, се разбираме. А кога вие имате тикер и сте во согласно со ISO 20022 правилата, вие практично сте дел од новиот финансиски систем кој што, како што кажавме, започнува со активно користење во 2025 година. Што значи дека ако вие сте во склоп со овие правила и имате тикер, вие ќе бидете достапни на 11.000 финансиски институции, зборуваме централни банки, комерцијални банки и така натаму, каде што со овој тикер вие ќе може да бидете тргувани како да сте секојдневна валута. Се разбираме? Значи, имате толку многу. Од друга страна, моментално Ripple доби лиценца за работа во Ирска, што значи дека може да работи во Commonwealth, зборуваме Англија и Ирска, како банка. Доби лиценца во Европа, каде што може да работи во склоп на МИКА. Значи сега моментално е дури МИКА compliant, тоа е законодавството за криптовалути во Европа. Значи зошто ги доби овие две лиценци? Гледате дека само во Америка има проблем со XRP, никаде на друго место, се разбираме? Значи имате многу, значи дури сега ако продолжиме уште еден куп други фактори кои што моментално го прават Ripple голем потенцијал, се разбираме? Пак, јас разбирам дека има некој култ на луѓе кои што стојат позади XRP и се премногу, нели, нафурани XRP ќе оди до не за $1.000.000. Јас никогаш не го реков тоа. Јас само кажав дека барем еден мал процент од ова што јас до сега ви го кажав за XRP да се исполни, ние ќе дојдеме во ситуација каде што XRP токенот ќе има енормно добра цена. Посебно кога станува збор за така речено ликвидност на држави. Значи, не ни се и
на самата Ripple не и се исплаќа XRP да биде ниска цена, затоа што ќе треба премногу голема количина на XRP токени да бидат во одреден пул, за да може постојано да процесира ликвидност на една земја. Посебно ако имаме големи трансакции. Затоа што ако вие треба да направите трансакција од, не знам, 10 милиарди долари, тоа значи дека треба во овој пул за ликвидност да има 10 милиарди долари вредност токени на XRP за да може трансакцијата да помине. Што значи дека колку поголема е цената на XRP, толку повеќе и на Ripple и на сите оние кои што ќе го користат овој коин им одговара да го користат затоа што е многу поскап и многу помалку токени се потребни за ликвидност за овие трансакции да поминат. Има многу да се зборува, уште еднаш ќе кажам, јас за овој коин, затоа што гледам дека сум доста критикуван, гледам дека сите се доста негативно расположени, уште еднаш ќе кажам. Јас сум спремен овие 12% да ги изгубам утре, XRP токенот отиде до 0, јас нема да ги продам и последно да е. Зошто го велам тоа? Уште еднаш ќе напомена. Има голем ризик овој кој можеби нема да успее. Можеби ќе испаде некој подобар, може ќе имаме некоја друга ситуација, не можам да знам. Она што го знаме, постои шанса овој коин да направи енормно добра, зборуваме за работувачка за мене, прво, а второ, доаѓаме во ситуација каде што барем тоа се мои проценки. Ако дојде ред една држава како Русија или Јапонија да ја тера својата ликвидност за секоја трансакција преку XRP леџерот, јас сум уверен дека ќе дојде ситуација во која што XRP токените ќе може да ги ставите на стейкинг и дека од сите овие трансакции вие практично ќе добивате назад процент и со нивната висока вредност верувам дека ова ќе биде едно од најдобрите потенцијални инвестиции кои што може да ги направите. Повторно, не можеме да бидеме сигурни, само уште еднаш ќе кажам дека сурпресијата на цената на XRP е овде веќе скоро 2 цели циклуси. Моментално ова што гледаме се последните крикови на Гери Гангстер и неговото упорно гонење на ваков тип на проекти. Битката е веќе добиена. Јас не ги разбирам луѓето кои што до сега чекале и сега го продаваат својот XRP коин, не можам да разберам, но пак ќе напоменам. Секој од вас треба да одлучи за себе. Мојата одлука барем во овој коин е дека дури да изгубам се и понатаму останувам на тоа да го чувам овој коин затоа што има енормно голем потенцијал. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиче.